Многу често угостителските работници кои заминуваат во странство ќе го добијат она што им се ветува. Примери на такви земји има многу, а меѓу нив е и Хрватска, каде нашите ќе се полакомат по ветените пари и услови, а често не добиваат ниту половина од тоа, изјави председателот на Независната угостителска комора Здравко Јосифовски. Таа држава, односно тие работодавци, хотели, ресторани, треба да платат доприноси во Хрватска, затоа што тие де факто се водат во Хрватска. Меѓутоа, што значи тоа? Нашите млади луѓе или поголемиот дел што ќе заминат, можеби во периодот во кој што работат таму имаат некакви права или се осигурани, меѓутоа пак крајното они тука кога напуштиле државата се пријавуваат за невработени или добар дел од нив дури и користат некои бенефити кои што не работеле во државава, а се уште ги зимат и се водат како невработени. Од друга страна, таму ако нешто им се случи, прва работа што прават одма се враќаат во домицилната земја, односно дома, затоа што овдека сите работи им се на некој начин бесплатни, за разлика од таму што и покрај тоа што се осигурани или платени одредени доприноси, сите работи мора да си ги доплаќаат дополнително. Во овој контекст и во напорите работниците од овој сектор да се задржат дома пред почетокот на новата туристичка сезона, Јосифовски димензионирање на една индустрија, факт е дека ќе донесе ако таа индустрија не инвестира во образување на сопствен кадар, дека ќе доведе до ситуација да немаме соодветен кадар за тоа што го бараме. Тоа е едниот фактор. Вториот фактор е на државата уште минатата година, односно за време на пандемијата, излезе со два предлози што ги прифатили ги предложи. Еве не е битно од која страна стигнале. Едниот предлог беше дека младите луѓе без разлика дали се студенти или се ученици, значи кои што имаат 16 и повеќе години, дека законодавната регулатива ќе овозможи да се вработуваат во угостителскиот сектор без да се комплицира барањата како што сега важи, дека секој лице мора да биде вработено, дека ќе му се третира како пракса или како некоја времена работа или како изучување на било кој занат што е и така натаму. Угостителскиот сектор со години трпи големи загуби, меѓу другото и поради одлив на работници кои во државата ги има се помалку, иако платите драстично се зголемија. Во моментов оваа дејност се проценува дека работи со од 2,5 капацитет.